Добар ден сите, почитувани представници на медиумите. Над еден месец тротоарите, шеталиштата, плоштадот и јавните површини во Прилеп се оставени неизчистени од снегот и мразот. Завејани непролни се и повеќето локални патишта кои што водат до прилепските села. Градоначалниче Ристевски, за прв пат во вашиот 7-годишен мандат се соочивте со полоши временски неприлики и се покаже дека воопшто немате капацитет да се справите со проблемите создадени од истите. Вашето лицемерие го покажавте со некаков празен отчет за сработеното во дневните весници, а кога е потребно решавање на реални проблеми никаде ве нема. Со вашата негрижа и немојќ да ги отстраните снегот и мразот од тротоарите и јавните површини, директно ги изложувате граѓаните на опасност од повреди, скршеници и така натаму. А граѓаните не се во можност ниту да ги извршуваат своите секојдневни обврски. Градоначалниче, кога ситуацијата е повеќе сериозна, со што се занимава вашиот братучет и директор на јавното комунално претпријатие Комуналец Златко Ристевски Чекчето. Директор Ристевски, во сметките кои им ги испорачувате на прилепчани, директно им наплаќате за чистење на јавните и прометни површини. А огромна сума средства како субвенции за истата таа намена добивате и од буџетот на локалната самоуправа. Сепак снегот и мразот се оставени натрупани низ чаршијата, плоштадот, шеталиштата и тротоарите. Градоначалниче Ристевски, формиравте и кризен штаб за справување со проблемите од снегот по приградските населби и селата. Но се покаже дека како и обично тоа го правите само за пред камера. Дали сте свесни дека со недели, а некои прилепски села и повеќе од месец дена се комплетно одсечени заради снегот, а жителите немаат храна, лекови ниту лекарска помош? Знаете ли дека во моментот локалните патишта кои што водат во мориовските села Подмол, Лопатица, Бонче се непролни, а комплетно е завејан и непролнен патот до селото Топлица? Господа функционира од власта. Успешноста на една владеачка гарнитура се гледа во вакви сериозни моменти. Вие немате капацитет да се справувате со ситуацијата. Почитуваме присутни новинари, тука се присутни жители од селата Топлица, кои што ќе посведочат за моменталната состојба, во каква состојба се наоѓа нивните села и промноста на патиштата во селото Топлица. На советот на местната заедница Тројац. 10 дена еве се мачиме, молиме, колиме на институциите на Народна одбрана на кризниот штаб да се помогне се пушти патот во село Топлица, зашто таму од снегот е завејан, има преку 10 дена фазла, не може да се проводи човекот да се прашавне во кризниот штаб и во локалната управа, не може досега да ни излезат во сусрет со цел, немале машини, немале финансии и така човекот остана сам да се решава судбината.